Дали го следите културно-забавниот живот во градов? Па видите, нашите можности се многу мали за следење на културно-забавниот живот, но сепак го следам. А што најчесто посетувате? Па најчесто го посетувам театарот, Зошто? затоа што сепак тој представува на одреден начин духовна храна за студентот, бидејќи ние онака сме доста заморени на студентските клупи, тоа представува еден духовен одмор. Што најчесто посетувате на театарските представи? Дали се тоа оперски представи? Па, видите, во одредени моменти има и кога ги посетувам и оперските представи, а и драмите. Доктор Стаделов, вие со група за работници од Институтот за социолошки истражувања во Скопје веќе подолго време работите врз системното испитување на феноменот публика кај нас. Каква и колку публика имаме како консумент на културните вредности? Да, тоа е точно. Веќе неколку години наназад, јас со една група мои соработници во Институтот за социолошки истражувања работиме на еден макропроект уметничките институции во нашата република и нивната публика. Тоа истражување трае веќе неколку години, како што реков, и во меѓувреме извршени се сите така наречени емпирички истражувања, во кои ние ја сликавме состојбата 10 години наназад и на ниво на уметничките институции и на ниво на состојба на публиката во нашата култура воопшто. Сакам еднаш да забележам дека на тој начин се прави еден обид да се демистифицира уметничкото дело, да се демистифицираат уметничките институции, кои во оваа граѓанска традиција перманентно беа во прв план, а постојано се запоставуваше така наречениот феномен публика. И ние, како општество, големи инвестиции вложувавме во создавањето на културните добра, во создавањето на уметничките дела, меѓутоа многу малу се залагавме за тоа како комуницира нашите културни добра, нашите уметнички дела со својата публика, со нивната публика. Се покажа така во анализата која ја зедовме, дека како уметност, како култура, ние остваривме еден врвен подем последните децении, меѓутоа на планот на проширувањето, на распространувањето на културните вредности, на доближувањето на културните вредности до публиката, сторивме мало или сосема мало. Така стоиме сега пред кардиналното прашање. Како да се превазмогне оваа состојба во која огромни напори на нашите институции да создадат на вистина врвни уметнички дела остануваат сепак неприсутни, неми или глуви за мноштвото публика која де факто треба да ја тласне уште повеќе понатамошната перспектива, понатамошната еволуција на нашата уметност и нашата култура. Затоа јас мислам дека резултатите што ние наскоро ќе ги објавиме веќе ќе ја скицираат состојбата со публиката и ќе понудат можни решенија за преобразба на постојната состојба и за нејзиното позитивно и успешно решавање. Мислам дека централно прашање пред кој стоиме сега е прашањето кое е во основата на една културна политика на едно социјалистичко самоуправно општество, која иначе е изразена, таа политика е изразена во концептот на новиот устав со така наречениот програм за слободната размена на вредностите, дека не се работи само за создавање на вредности, дека уметничкото дело и културата воопшто е еден циклички кружен процес кој дури тогаш е завршен дефинитивно од кога создадено ќе влезе во една директна комуникација со публиката. Според тоа, ако на планот на културната политика на нашето социјалистичко општество основна задача е
на кој начин културата, уметничките вредности да станат собственост на широките работни маси, на сите луѓе, тогаш покрупно прашање во нашата културна политика не гледа од прашањето како и на кој начин да се создадат нови комуникационни канали за проширување на бројот на публиката, за еден, така да го наречам, опит да се оствари потпун идентитет меѓу уметничкото дело и публиката. Другар Муратовски, дали концертите што Македонската филхармонија ги приредува во Скопје и низ Републиката се следени од доволен број посетители? Морам веднаш да кажам во началото дека не можеме да бидеме задоволни со активноста на Македонската филхармонија во внатрешноста на Републиката. Затоа што иако е републичка институција од единствен тип во нашата република, дејноста на Македонската филхармонија во најголема мера се сведува на концерти во Скопје. Сме направиле повеќе обиди, меѓутоа досега адекватни резултати немаме. Се надеваме дека новите форми Републичката заедница за култура ќе биде место каде што нема само да се делат средствата, туку и ќе се креира една политика во тој смисол за што по присутно учество, по континуирано учество на Македонската филхармонија во внатрешноста со гостување и други приредби. Што се однесува до вториот дел од вашето прашање, не можеме да бидеме задоволни од посетата на публиката на нашите концерти. Тука има повеќе фактори. Пред се, посета на публиката зависи од интересноста на програмата, од реномето, квалитетот на изведувачите, потоа од континуираноста на одржувањето на концертите и на крајот сигурно од едно исто толку важно и битно прашање, тоа е рекламата и пропагандата. Како и секоја роба, така и концертите, културната роба треба да се рекламира. И тука сметам дека треба да сториме многу повеќе напори да привлечеме во концертните сали во прв ред млада публика. Како треба да ја создаваме и гаиме концертната публика? Сигурно е дека младата концертна публика во прв ред е посебна грижа на нашиот колектив. Добар дел од нашата активност, концертна активност, досега се одвивала по школите, со лесни, популарни програми, потоа една интересна форма на привлекување на таа и негување на таа публика се предпладневните симфониски концерти, матинеи со лесна и популарна програма. И сигурно дека во тој правец треба да се направат уште напори, да се пронајдат форми на привлекување на таа млада публика, не само преку концерти, туку преку и други разговори со уметници, средби со уметници, популаризирање на дела, на композитори и така натаму. Сигурно и сакам да повлечам дека во тоа посебна помоќ треба да ни пружат и други фактори, општествени фактори, разни асоциации, потоа во прв ред школата, училиштето и уште други. Кога во Скопје истовремено би гостувале Лепа Лукич и Радмила Бакочевиќ, за кој настап ќе се одлучите? Само за Лепа Лукич. Дали сте љубител на театарските представи? Да. А музичките? Исто така. Кога истовремено во Скопје би гостувале Лепа Лукич и Радмила Бакочевиќ, за кој настап би се одлучиле? За Лепа Лукич. Доктор Мицев, кои потреби на својата личност човекот ги задоволува преку посетата на културните манифестации? Мотивите кои го условуваат нашиот интерес
во однос на културните манифестации не се ниту површни, ниту случајни. Тие произлегуваат од некои длабочини на нашата личност, од некои наши мощни, силни, би рекол, емотивни потреби. Кога реков од некои длабочини на нашата личност, мислам на оние содржини во ирационалниот дел од нашата личност, во кои лежат на некој начин потиснати многу наши интимни потреби. Човек гледајќи една театарска представа или една слика или слушајќи музика, ги актуализира своите ирационални мотиви, се доближува до нив, се доближува и до себе. Таа состојба која што ние ја доживуваме, пратејќи го сето ова, јас би ја нарекол една артифицијална невротична состојба во која се актуализират мощни силни чувства. И познато е дека непосредно после тие наши, би рекол, естетски доживувања, ние сме секогаш на некој начин нови луѓе со актуализирани, силни емоционални ставови, со актуализирани протести, со актуализиран морал и така натаму, и така натаму. Токму заради тоа и зборуваме за необично големата вредност на овие наши естетски и интимни доживувања. Вие сте млад режисер. Секоја представа е максимум труд за целосно презентирање на драмската уметност. Дали сте задоволни од наградата публика? Па сигурно дека кога се прави една представа, за мене е најважно таа да најде на прием кај публиката, затоа што инаку незиното постоење е бесмислено. И сигурно дека од се најзначајно ми е сето она што го работам како публиката ќе го прифати. Токму затоа и мислам дека за еден човек што се бави со театар особено, многу е важно она што го работи да го насочува и да биде прифатлив од публиката. За жал, во овие неколку представи што сум ги направил до сега не можам да се пофалам со таков резултат, најверојатно затоа што и темите беа далеку од нашата проблематика. Меѓутоа тоа е едно настојување што секако ќе се обидам понатаму да го спроведам. Театарот во Лесковац веќе подолго време работи на принципот слободен влез. Што мислите вие за влезниот билет? Па јас лично исто сум против влезен билет во театарот и мислам дека театарот треба да биде бесплатен затоа што треба да дојдеме во ситуација театарот да биде потребен како што е потребен левот. А мислам дека кај нас особено во ваква една ситуација театарот со овие цени што ги има воопшто е бесмислено било какви влезни билети да има. И уште пред театарот во Лесковец постоеше во Скопје Свети Никита Голтаров каде што работев, кој што исто така беше бесплатен театар. Така што тие настојувања секако треба да се спроведат еден ден и кај нас во Скопје. Дали често пати посетувате музички, театарски, ликовни или филмски представи? Ликовни и филмски представи поретко посетувам, меѓутоа музички посетувам. Обично ги посетувам кога има некои представи од фолклорен жанр и народна музика. А дали често одите на фудбалски надпревари? Па можам тука да ви речам дека фудбалски надпревари сите досега што се одржуваат во градот ги пратам и не ги изоставам. Колку кошта еден влезен билет за фудбалска утакмица? Па видите, влезен билет за фудбалска утакмица кошта, тие се различити, има северно, јужно и стоење, али ја обично, како сум овде на работа веќе негде од 69-та година, па идам поише на јужна трибина, на јужна трибина е влез од 3000 динара. Јас се викам Јовче Велковски од село Горно Оризари. Работам за земјоделие, теорам со коњот, сиромашки. А кога за последен пат сте биле на некоја театарска представа? Не сум бил никој пат на представа. Зошто? Па немам причини да идам на тези сиромаштина, земјоделие, морам. Со колку представи досега сте настапиле пред публиката на село? Па со овие што сум ги работел во професионалниот театар со ниедна. Меѓутоа кога работев како аматер,
Скоро сите представи ги игравме пред села ние од околните села во близината на Скопје. И мислам дека се тие многу благородна публика затоа што за нив за театарот е навистина едно несекојдневно доживување. И секогаш со радост се сеќавам на тие представи што ги одигравме пред селаните и воопшто пред таа селска публика. За жал, професионалниот театар е многу комплицирана организација за да се впушта во такви потфати. Иако ми се чини дека тоа е повеќе прашање на иницијатива отколку на некои други проблеми. Мислам дека недостасува една поголема активност на сите за да појде театарот насело и таму да се отвори према селаните. Кои елементи влијаат за тоа што некои домашни филмови наидуваат на голем број посетители, за разлика од други кои поминуваат, така речи, и незабележливо и покрај високите уметнички остварувања? Проучувањата мислам дека покажуваат и денес имаме високо образована кон филмот, дури можем да кажем интелектуална публика. Публика која што веќе го познава историјатот на филмот, достигањата негови, вреднувањата на филмот и така натаму. Од каде доаѓа тоа? Телевизијата како медиум широко ги отвори вратите да се навлезе во најдлабоките пори на филмот, да се открие филмот од неговиот зародиш до денешниве денови. Таа публика многу мина се лажат кога мислат дека не познава. Таа познава. Затоа сметам дека еден домашен филм не само што бара одлична тематска преокупација, одреденост, изворедно обликување, бара од домашниот филм извореден професионален однос, равносилно со сите технички достигања, што за жалење честопати нас не недостасуваат, со она што го носи светскиот филм денеска. Тоа е едната страна на медалјата. Другото нешто мислам дека репертоарот наш има големо влијание. Влијанието на лесниот филм, на така наречениот италијански макарони филм, е мощно големо и се повеќе го заситува нашето тржиште. Сметам дека публиката се враќа кон така наречениот филм со повеќе насоки, со повеќе размислувања, со повеќе медитативности во него и цели. Меѓутоа, нашата публика, јасно и децидно можеме да кажеме, дека го одбива херметичкиот филм, така наречениот лабораториски филм, филм посветен на малкумина интелектуалци, филм посветен за затворени кругови, да не речам дури аматерски филм. Према тоа, јасно зборуваат показателите дека филмот пред се и над се прави за публика, а потем и потоа е и уметност. Затоа, ова ваше прашање има повеќе струки одговори. Сакам да кажам дека многу филмови кои што и ова генерација наша, како што е воопште како појава уметноста, ќе ги одбие сегашната публика, утре или допрва ќе се откриваат. Но првично е филмот се работи за оној што го гледа. И мислам и нашата цел понатаму во тоа треба да биде. Каква и колку публика имаме како консумент на културните вредности? Нашите емпириски анализи се завршени и готови само за две подрачја уметности. Тоа е за театарската уметност и за музичката, концертната публика, така да речем. Резултатите покажуваат поразителни резултати. Само 3 до 4% од анкетираната публика е, така да кажем, од социјалниот слој на работничката класа. Голем дел од процентите зафаќа младата публика, главно ученици, студенти, а еден значителен дел, јас не можам сега да ги споменам точно процентите, тие ќе бидат објавени, е отприлике состав на така наречената исто така интелектуална публика на постарите возрасти, тоа се овие професии, лекари, инженери, правници и така натаму. Според тоа, што покажува тоа? Покажува дека ние се уште немаме нова публика. Тоа понатаму покажува дека оно што е сега постојна структура
на публиката на нашите институции, тој е отприлike она публика која е, така да кажам, наслоена од сите овие други интелектуални професии, додека нова публика, една публика која би имала нов социјален статус, нов социјален сензибилитет, таква една публика немаме или е во процес на создавање, поради тоа, според моето наоѓање, главниот акцент на битката на уметничките институции за своја собствена публика, не за своји посетители, туку за публика која има собствен, велам, социјален статус, која има собствена архитектоника како една целина која е класно стратифицирана и така натаму. Според тоа, главниот пункт на нашите уметнички институции е токму во битката за обликување на таа нова публика која ќе се регрутира од тој социјален слој, најдоминантни социјален слој во нашето општество, од работничката класа. Ако денеска 80% од сите вработени, нели се, така да кажам, токму од овој слој, од слојот од публика, потенцијална публика на нашите институции, од редовите на работничката класа, тоа значи дека врз контекстот на уставната платформа за слободна размена на трудот, што буквално значи всушност слободна размена на вредностите, треба да се сретнат во едно нераскинливо единство, во една нераскинлива целост нашите уметнички институции и публиката која ќе биде регрутирана пред се од редовите на работничката класа. Само на тој начин би се надминала и кризата на нашите уметнички институции, која не е криза на нивната креација, која е криза на нивната институционалност, на нивната институционална затвореност, на нивната немоќ да воспостават вон традиционалните канали, нови канали на комуникација, нови средби, така да кажам, врз принципот на слободната размена на трудот, меѓу своите вредности што ги создаваат и вредностите кои треба да бидат доблест и собственост на широките работни маси.